Добро вечер. Јас сум Драган Антоновски. Ова е магазин Ние, авторски проект на Порта ФМ продукција во соработка со Канал 5 телевизија. Дали сме хумани, дали сте хумани, дали хуманоста и тоа е само бизнис. Мислам дека не ни е потребен посебен вовед за се ова. Ќе се обидеме, ако не да одговориме, тогаш да ги мобилизираме сите оние кои сакаат, кои можат и чија професионална определба е тоа да помагаат, да се насочат кон оние илјадници, можеби подадени раце, од оние на семафорите до оние кои што можеби чекаат денар-два за едноставно да имаат подобар живот. Мои гостови вечерва како би секогаш компетентни од различни профили. Почнам првен од Славе Младеновски, социолог, Ивона Галич Петров, космофон, може така воопшто, Саид Сејти Црвенкарс, Камелија Левенски, мобимак и мојата колешка Анита Петровска. Добро вечер на сите. Првото прашање би било од она што оди како прашање цела недела, дали сме хумани и колку сме хумани? Јас искрено мислам дека ние македонците како нација сме хумани. Тоа многу пати се потврдило, конкретно и во неодамнешниот случај со цунами, кога за само неколку дена беше анимирана и успешно анимирана и мобилизирана целата јавност, па дури и спротивставени бизнис табори, спротивставени истрадни табори, занемарувајќи ги сите останати фактори, се со една цел да се помогне на жртвите во Југоисточна Азија. Што се однесува до оно што компаниите го прават и што се идентификува како хуманост, значи од аспект на компаниите, може да се идентификува и како општествена одговорност. Што значи тоа? Корпоративната општествена одговорност е во суштина една мощна сложена, една мощна комплексна и динамична алка во синџирот кој што се нарекува успешно работење на една компанија. Значи, денес од компаниите се бара не само да имаат квалитетни понуди, да имаат квалитетни производи и ниски цени, туку се бара од компаниите да се однесуваат како добар глобален граѓанин и активно да се вклучат во општеството и во сите сфери на секојдневното општествено живење. Јас искрено мислам дека компаниите треба и ние како компанија сме водени од идејата дека треба да негуваат високи етички вредности и при тоа да учествуваат во изградбата и во развојот на општеството, допринесувајќи во сферата и на подобрувањето на условите и на стандардот на луѓето, значи комплетно во општеството во кое што работат, во кое што действуваат и на крајот на краиштата екзистираат и живеат. Ми се доваѓа да треба. Меѓутоа, јас одлично во секоја емисија го кажувам тоа во воведот, зборуваме за фактите, а не за тоа што би било кога би било, така што зборуваме колку се. Благодарам за поканата да бидам дел од овој тим и во емисијата Ние, и секако благодарност до Канал 5 што ја отвора оваа тема за дебата, со убедување и уверување дека тоа ќе придонесе за подигнување на општата јавна свест во делот и да бидеме похумани, односно секогаш можеме да бидеме повеќе и подобри од она што сме. На вашето прашање колку сме хумани само како илустрација за поширокиот круг на гледачи вечера на Канал 5, хуманоста се поистоветува или се идентификува со човечноста. Таа е иманентна на секоја индивидуа и на секој човек. Тогаш генералниот став сите сме хумани. Меѓутоа, кога ќе го поставиме прашањето колку, тоа упатува на квантитетот и на квалитетот. Или упатува на општественото очовечување, значи колку општеството е хумано и колку секој лично од нас е хуман и како ја искажува хуманоста. Значи, ако е прашањето лично упатено до мене, сметам дека сум хуман и тука би задржал. Меѓутоа, кога би се обидел да одговорам на прашањето колку нашето општество, македонското, е хумано во однос на другите општества, значи тука можеме да ги земеме поблиското соседство или Европа како поблизок континент во однос на другите, мислам дека Република Македонија ќе задржи високи стандарди, особено затоа што важи според мене оценката дека во целокупното движење и развој на општеството ние и во оваа сфера доживуваме своевидни осцилации. Така да во одредени периоди сме похумани, а во одредени периоди поради содржината не ја искажуваме хуманоста, а како пример би го искажал крводарителството, особено затоа што ми се познати одредени податоци, во 2004 година е забележен најголем број на крводарители во Република Македонија,
во однос на претходниот период, тој датира барем 50 на години, а мислам дека тој тренд продолжува и во 2005 година. Ова го кажувам како пример, тоа значи дека доколку пристапиме на еден правилен начин и во една многу помала сфера од она што може да се свати и се манифестира хуманоста, мислам дека оценката ќе биде позитивна, меѓутоа пак со првиот вовед секогаш може и подобро и повеќе. Јас добив повеќе мејлови затоа што одеше прашањето на неделата, па еден од гледачите на ние вели едно време бевме многу хуман народ, сега нешто ни се случува. Имате ли таков впечаток? Па не, всушност ние обично се навраќаме во старите добри времиња, тоа беше поинаку. Навраќајќи се на тоа, можеби бегаме од мигот денешен, а всушност треба да се фокусираме на мигот денешен. Што ние, што јас можам да направам сега, тука, во моје име и во името на тимот или компанијата во чие име зборувам или во чие име работам, создавам. Интересно е што еве тука сме на вистина различен скоп на луѓе, но сите со подеднаква мисла. Заедно бевме и во акцијата кога се случи цунами, кога Македонија како малечка земја беше дел од светот и помогна заедно. Убаво е што компаниите, барем поголемите компании, како дел од својата стратегија, го имаат совесното граѓанство. И мобима како компанија го зацрта совесното граѓанство како еден од фокусите во својата стратегија. И размислувајќи на темите како да ја поттикнеме човечноста, јас би зборувала повеќе за човечноста и би го употребувала пред се тој термин, размислувајќи на тие теми, дојдовме до тоа дека можеме технологијата да ја ставиме во прилог на човечноста. Токму оттаму потекна идејата пред се да се оформи една фондација за да ги разграничиме спонзорирањата од донациите и активностите во прилог на човечноста или пак хуманитарните активности. Фондацијата Мобимак за Македонија ја оформивме 2002 година во јули месец. Таа постои како посебна организација, непрофитна организација која се труди да генерира средства и да ги насочува во позитивни цели кои се од интерес за јавноста и кои се од интерес токму за хуманоста. Така. Што се однесува до технологијата во прилог на човечноста, веќе ви е познато и вам и на јавноста, посебно на сите оние граѓани кои што се вклучија и кои што во сите тие активности што фондацијата ги организираше со помош на хуманитарните броеви. Можам со гордост да кажам дека таа технологија на вистина ја применивме и ја искористивме. Досега имаме активни 10 различни хуманитарни броеви. Добро, подоцна ќе зборуваме конкретно за активностите. Би сакал Црвениот крст, ако може така, господин Сити, да го прашам, дали вие го делите впечатокот на нашиот гледач кој се јави дека поинаку беше порано, сега нешто ни се случува со хуманост? Барем во оној дел што се однесува во активностите на Црвениот крст. Добро, еве добро вечер и од мене. Благодарност за поканата да учествуваме во емисија. Ја ги слушнав моите претходници. Ако зборуваме сега за прашањето колку сме хумани и дали секој од нас е хуман, onda би требало по дефиниција, бидејќи јас сум од Црвен крст, би требало да бидам хуман. Тоа прашање е поливалентно и веројатно и помалку филозофско. Слушнавме дека го третиравме прашањето на тоа колку сме хумани од еден друг аспект, да речеме од аспект на луѓето кои се тука, кои се даватели на некој начин на нешто што треба преку давање да ја прикажат нивната хуманост. Ние сме една поинаква позиција, да речеме, ние како Црвен крст сме тие кои неретко сме повикани и да речеме одговорни за да ги организираме сите тие иницијативи, да ги артикулираме и да ги можеме да ги насочиме во вистинскиот правец. Во таа смисла мислам дека како Црвен крст се обидуваме да правиме колку што е потребно, дали тоа го постигнуваме, не знам, понатака ќе Лично задоволни сте вие оваа емисија. Овдека веројатно ние вечерва ќе подискутираме за многу прашања, за многу аспекти на хуманитарноста. Тука веројатно ќе стане збор и начинот
како ние ги организираме тие хуманитарни акции, по кои поводи, по кои настани така натака. Веројатно ќе се понатака ќе се развие дискусија околу тоа. Мојата колешка Анита Петровска ја поканив не само тоа што ми е колешка, туку едноставно мислам дека она може да долови она атмосфера како поединецот, за разлика од сите вас кои што имате некои компании зад себе. Таа поединец, иако и таа го има медиумот зад себе, меѓутоа знаме дека многу новинари не се бават апсолутно со вакви теми, се бават со висока политика, нели тука брзо се успева. Меѓутоа твоите прилози кои што во континуитет ги работиш е токму оваа димензија, поединецот наспроти сите останати. Тоа што ме исполнува како човек, како што рече Славе, тоа е пред се човечност, не е само хуманост. Значи да помогнеш некому сам да направиш нешто и кога ќе се вклучат уште луѓе други да ти помогнат, тогаш чувството е дека вредиш, дека нешто се направи. Колку сме ние како македонци од моето искуство хумани, можам да кажам дека знаеме да надиме, но знаеме и многу да затаиме. Знаеме да бидеме себични, знаеме да бидеме арогантни, знаеме да подценуваме и знаеме и во секоја добра работа понекогаш за инат да најдеме нешто лошо. Сите го споменавме цунамито, тоа беше една прекрасна акција, сите се здружија, сите се вклучија, меѓутоа не изостанаа оние злобни коментари. Ја собравме помошта, второ цунами, а ние уште не сме испратили. Или има и такви. Така, јас сакам да го видиме оној твој прилог кој што ти го работеше за Нова година. Ти ми понуди некои други, меѓутоа ја го одбрав токму тој и кога одеше на 31-ви, рекол дека ќе го пуштам во моја емисија колку за илустрација што може еден човек да направи да изорганизира. Предлагам да го видиме тој прилог. Прекрасни и умни, полни со љубов. Сите се како едно големо семејство. Ова се дечињата од СОС детското село. Канал 5 веќе 4-та година заедно со хуманите фирми ја спроведува акцијата за помош и разубавување на новогодишните празници на дечињата на кои им е потребна помош. И оваа година во акцијата се вклучија најхуманите меѓу македонските компании. Касверце обезбеди четки, боички и реквизити со кои дечињата самите си ги уредија своите соби. Правеа дедомразовци, лампиони и ги шараат зидовите. Канал 5, како и секоја година, подари Елка, под која СП Маркет нареди пакетчиња. А Житовардар на секој дете му подари пакет од нивните производи. Аз се викам Никола Вулканска, имам 10 години и сакам за новата година сите да бидат среќни. Донацијата на Тинекс се од млеко па се до бомбони. Тие се погрижија дечињата да бидат снабдени со разновидни прехранбени производи. Пионир пак беше задолжен за сладките задоволства. Дечињата добија многу чоколади, како и мечиња од Атлантик Комерц. Благодарам на сите компании што бевте тука. Благо Ѓорев несебично одвој дел од својата палета производи. Здравје Радово на дечињата им донираше јогуртчиња и кашкал, а Витаминка обезбеди пакет смоки. Фондацијата Мовимак за Македонија ја поддржува акцијата на Канал 5 и веќе 4-та година им помага на дечињата. Оваа година тие донираа пакетчиња на над 2000 деца во Републикава. Председателката на фондацијата Камилија Левенска во соработка со специјалната олимпијада им подари насмевка на лицата со посебни потреби во 17 македонски градови. Пакетчиња имаше и за децата на раселените за кои се грижи Сдруженијето Месечина, за дечињата на војниците, како и за децата кои се лекуваат во клиниката за белодробни заболувања Козле, и секако за дечињата од детското село. Оваа година Канал 5 и хуманите фирми се обидоа да им ја разубават новата година и на децата на улица. Ги затекнавме како процат и бришат прозори на ладно време. Деновите ги минуваат на скопските раскрсници. На малото нели му е ладно? Дете во 2,5 години. Да. Имаме овде нешто за малце за вас, малце за него. Фала ви пуно од ваша страна. Треба поголемите да ни помогнат, не вие. Благодарни и насмејани, дечињата им посакаа среќна нова година на сите македонци, но и потсетија, помислувајте на нас во текот на целата 2005. Многу здравје, среќа и радост.
Како од поголемите да се обезбеди помош? Или како поголемите да се мобилизираат да бидат хумани? Прице, треба сепак тоа компанијата да го има во својата стратегија. Значи треба да има луѓе внатре во компанијата, почнувајќи од човекот најгоре, да е ориентиран кон човечноста, кон општеството. Буквално во смисолот на совесно граѓанство и општествена одговорност. Треба да е самоосвесен и свесен за улогата и негова во самата компанија и на неговиот раководен тим, но и свесен за улогата на компанијата во деловното окружување. Затоа што секоја компанија делува, но и живее овде, значи во Македонија. Значи може и не мора да Може и не мора, точно е. Но од друга страна пак, еве сведоци сме, барем тие што сме седнати овде, дека има такви луѓе, дека има такви компании и убаво е кога тие компании и тие луѓе создаваат околу себе јадро од свој партнер компании, односно пријатели со кои ние соработуваме. Бидејќи во различни сфери ние соработуваме со различни партнери. Дали ќе се тоа маркетинг агенции, дали ќе се тоа градежни фирми или пак друг вид на компании со кои соработуваме, ние треба, значи, како јадро, да ги организираме и анимираме нашите колеги од другите компании. Имаше многу прашања, јас може ти гледачите да се вклучат во оваа емисија. Ме интересира, вие како две поголеми компании, како се одредува кому ќе се подари и како вид на помош ќе се... Пред се би сакала само накратко да искоментирам нешто во контекст на прилогот што го видовме. Може би господинот Славе исто така ќе има нешто да искоментира. Некаде неодамна прочитав, вели вака, речиси сите кризи во едно општество се последици на, односно се политички кризи со последици по човештвото. Тоа е во контекст на она што сега го видовме. Од тој аспект, мислам дека компаниите, како Мобимак, како Космофон, Македонски телекомуникации, Црвениот крст, растеретени од едни политички притисоци, имаат навистина можност да делуваат во општеството. Радува фактот и моја констатација е дека општествената одговорност стана тренд веќе во Македонија и мислам дека е убаво затоа што станува збор за еден позитивен тренд, за тренд на развивање на свеста за општествена одговорност кај компаниите. Јас ќе започнам со ставот дека ќе дам една оценка за прилогот, бидејќи и авторот е тука, или авторката, а и личноста која што учествувала во акцијата со донација Камелија, така што не може да биде забележено дека ќе дам оценка за некои што не се присутни. Мислам дека медиумот, благодарение на својата моќ, може да ја предизвика совеста кај нас. Што сакам да кажам? Ние сите знаеме дека возачите не сме да поминуваат на црвено. Значи, елементот на знаење е исполнет, научиле. Жолто, за која функција е црвено и зелено. Меѓутоа, факт е дека поминуваат на црвено. Тоа значи, не им недостига знаење, им недостига совесност и свесност за чинот што го прават. Зошто е добар овој пример? Во напливот на информации од најразлична природа, луѓето бараат позитивен пример и бараат позитивен модел според кој ќе се идентификуваат. Ваквите прилози и покрај тоа што се во информативни емисии, а тие потикнуваат или не освестуваат како едно звоно каде сме, што правиме и дали помагаме на луѓето. Велам дека дали е тоа случајно или не, следејќи ги процесите на овој план задниве години, се повеќе доаѓам до сознание дека, а тоа го гледав и како се однесуваат повеќето светски компании, тие сите формираат од 2000 година навака огромни фондации со големи буџети. Главно инвестицијата или давањето средства, гледано не само низ призмата на интерес, она најчесто како што се сваќа дека е тоа некој маркетинг и реклама, дури некои компании земаат сосема надворешни луѓе во тие фондации за да го заштитат јавниот интерес наспроти интересот на компанијата. Значи не земаат луѓе во фондацијата само од компанијата, туку земаат надворешни луѓе со кои што го штитат јавниот интерес. Значи ова им е битно на компаниите каква перцепција ќе имаат граѓаните кога прават некаква активност. Меѓутоа, самото прашање за да дојдеме до општествено одговорни компании
мора да го поставиме дали државата, сватена во она најопшта формулација со институциите што ги има, преку уставот и законите, го дефинира прашањето на социјалните програми. Факт е дека Европа е социјал-демократска или социјална држава. Значи, во најголемиот дел, поистоветувањето на она што се нарекува социјална држава е европско искуство или европски модел. Состојбите во Африка, во Азија, во Латинска Америка се сосема поинакви. Факт е дека цели држави се поистоветуваат како што се скандинавските држави со така наречените социјални програми. Ова југоисточна Европа или поранешните источни држави, ова што го поставил во веб-сајтот нашиот сограѓанин, порано бевме поинакви, е всушност што и тогашниот систем имаше една најразвиена социјална програма во делот на социјалната заштита, образованието, здравствената заштита и така натаму. Меѓутоа, денеска слушнав една многу добра констатација дека тогаш на вистина државата со своите институции стоеше на високо ниво на социјална заштита на поединецот или на групите, меѓутоа недостигот на висок степен на јавна свест доведе до тоа. Денеска имаме висок степен на јавна свест да помагаме, да бидеме солидарни, да бидеме хумани, меѓутоа недостигаат институционални рамки како тоа да се направи. Само неколку примери би дал. Факт е дека се случуваат пожари, земјотреси, поплави. Факт е дека се случуваат несреќи. Државата би можела да има така наречени фондови кои што за таква намена промптно ќе реагира. Денеска слушнав една изјава од еден сограѓанин чиј дом е запален дека 50.000 евра за една општина или за градот Скопје не представуваат никаков проблем да се обезбедат. Меѓутоа, проблем се ако ги немате, ако немате план кој што таквиот фонд ќе го полни и ќе го донира. Тука можат компаниите да донираат средства. Тука ќе се гледа интересот или јавниот интерес, низнината промоција, а не само во промптни акции каде што тие се... Токму тоа ја затоа го поставив тоа прашање како одредуваат, што е приоритет, кому да се упати и како да се упати помошта, конкретно за големите компании. Знаете како? Нашата работа е хумана. Меѓутоа, често и неблагодарна. Зошто? Секогаш ќе се најде некој кој што со право ќе рече зошто му дадовте нему, а не ми дадовте мене. Зошто го поддржавте тоа здружение, а не го поддржавте нашето. Велам со право. Затоа што буџетот е лимитиран. Вие и да сакате не можете да помогнете секому. Нормално, ние се трудиме секогаш каде може и колку може да помогнеме, меѓутоа пак ќе кажам, тоа е еден одреден фонд кој што се планира на почетокот на годината за одредени хуманитарни активности во текот на таа година. И сега, мислам дека клучна е улогата на медиумите. Преку медиумите се информираме за актуелните случувања и за актуелните проблеми со кои што се соочуваат одредени општествени групи. На тој начин ние селектираме. На тој начин ние одлучуваме каде ќе донираме. Вие сте во позиција да одлучувате за приоритетите. Затоа велам дека таа позиција е неблагодарна. Се случува до нас да се обрата здруженија, институции, поединци со конкретни барања. Меѓутоа, неретко се случува и ние да им се обратиме со цел да ги запознаеме нивните клучни проблеми, да ги запознаеме нивните приоритети и на тој начин да помогнеме. А се трудиме нормално да помогнеме оному каде што навистина помошта е потребна. Прашањето е навистина интересно и ние во самата компанија имавме размислување околу тоа како да го решиме. И како во прилог на вистината и во прилог на транспарентноста. Значи, со самото одвојување на спонзорирањата од донациите и отворањето на фондацијата Мобимек за Македонија, што ќе биде насочена само за помагање, ние во самиот статут зацртавме правила за работење, со тоа што објавувавме тендери, јавни тендери со тема, конкретно доколку се работи за настани за деца или доколку се работи за невладини организации поврзани со здравствени установи, со работа или помош за здравствени установи, значи конкретно објавувавме темата и ги објавувавме критериумите. Потоа, управниот одбор на фондацијата, што сочинува еден дел од комисијата, поканува и надворешни лица согласно на самата проблематика, значи. Доколку се работи за здравството, тогаш се покануваат видни стручни лица од областа на здравството, како надворешни консултанти и се разгледува тендерската документација внимателно. Се работи со денови, навистина,
за на крајот да се дојде до најтесна селекција и потоа во таа најтесна селекција се повикуваат странките, се разговара повторно детално со нив и на крајот се доаѓа до решението. Ние по 3 тендери досега, значи имавме по 10 проекти што ги поддржувавме согласно на овој принцип. Инаку работата на управниот одбор на фондацијата е волонтерска со оглед на тоа што тоа се луѓе, значи внатре од Мобимак. Дополнително имаме и надворешни лица консултанти, тоа се повторно волонтери. Како е во Црвениот крст? Да, јас би сакал да се вклучам во овој дел, мада јас реков се наоѓам од другата страна, нели не сме од страната на даватели, нели на тие услуги, пари, условно речено. Да, меѓутоа помош доаѓа и од Црвениот крст. Да, помош доаѓа од Црвениот крст, таа помош што ние ја собираме од ваквите компании кои сакаат да донират и да помогнат. Јас сакам да се вклучам во расправата. Знаете, ние се наоѓаме, значи тоа милуваме да го кажуваме дека сме во транзиција. Во таа смисла и невладиниот сектор, каде што условно да речеме и Црвениот крст спаѓа во тој невладин сектор, мада ние претендираме да кажеме дека покрај она што припаѓаме на невладиниот сектор, ние сме организација која нашата дејност е регулирана со закон кој нели се вика Закон за Црвениот крст. Мислам дека во таа смисла, значи ние како невладин сектор, односно јас ја зборувам како за Црвениот крст, се уште по моје мислење не се до крај дефинирани сите оние правила на однесување каде што нели секаде лутаме и се етаблираме да речеме. Добро, меѓутоа транзицијата само во Македонија па нема лимитираност, трае некако предолго. Да, веројатно и тоа, меѓутоа повеќе него што да, тоа на ова што го нудат нели фондацији и компании да речеме што се тука присутни. Значи мислам дека ние треба да поработиме малце повеќе, да речеме ние што сме да речеме во таа улога да понудиме што е можно повеќе квалитетни проекти или до можните финансиери издржани и при тоа ние при реализацијата, односно по завршување на тие проекти да бидеме при тоа транспарентни и да понудиме до крај извештај на сето тоа што е добиено, каде е потрошено. Во таа смисла мислам дека сме на не на кој почеток, него во некоја фаза на воспоставување на тие релации, да речеме од страна на Црвениот крст и добро стоечките условно да ги речем компании во државата. Што мислите, дали секогаш се сведува тоа донаторство конкретно само во пари? Само во материјално. Не. Тоа што луѓе главно велат да, нека ни дават, ние ќе се снајдеме. може би најмалку во пари. Да. Мислам дека најмалку во пари. Се работи за други средства и за друг вид на помош, за консултации, дури и директно инволвирање на одредени лица во реализација на нешто што на таа личност е навистина неопходно. Зависи од категоријата. Јас би рекла дека постои една категорија на која што навистина им се потребни само пари. Не им треба ниту вашиот муавет, ниту вашето друштво, ниту вие да ги советувате и да им се правите паметни, им требаат пари за да се го средат животот. Има категорија на луѓе на кои што буквално им треба да им подадеш рака, да почувствуваат дека и некој помисли на нив. И буквално нив им е доволно да поседиш со нив половина час, да им направиш друштво, од време на време да се јавиш да ги чуеш. Меѓутоа, јас мислам дека наистина хуманоста да биде ограничена. Кога зборуваме за буџет за одредени компании, например на луѓето кои што им изгоре зградата пред некој воопшто не им е гајле дали сме на крај од годината и дали се буџетите на компаниите потрошени или не се потрошени, тие маката имаат сега. Мора да се најде начин и мора да се најде формула како тоа да не зависи само од буџетот. Јас морам да бидам искрен и да кажам дека со повеќето од луѓе на масова вечер имам многу пати соработувано и можам да кажам дека имам одлично искуство. Мене ми се случило на Камелија да се јавам буквално во случај кога сите фондови биле потрошени, да ја кажам детето е вакво, да ја опишам цела ситуација. И еднаш се случи за еден конкретен пример да Камелија организираше, бидејќи немаше Мобимак како компанија можност, мислам дека вработените собираа пари сите од Мобимак, ние собиравме од Канал 5 овде, не знам Драга дали се сеќаваш, секој кој по колку има, за да малку помогнеме. Со Славе истото го направивме кога беше за луѓето од Мала Преспа, македонците од Мала Преспа. Не бевме во можност да организираме некоја кој знае колку голема акција, па рековме ајде прво со Облек, ајде прво Славе со вработените од Телеком, тоа го направи. Значи не е секогаш само во тоа да биде таа организирана помош, некогаш и човечноста. Во случајот Славе и Камелија да не се вклучеа, да не се ангажира, како ќе дојдевме ние до тие луѓе од Мобимак или од телекомуникација или од било која друга фирма за да извадат ете за нас ништо по 100 денари нели од джеп, а за тој човек некој што му ги дававме премногу. Факт е дека е битно да имате желба. Така. Ако имате желба, секогаш ќе најдете алатка како тоа да го реализирате.
Мислам дека присутните овде заради својата работа бидејќи ја проценуваат и оценуваат како многу човечна, и тоа е точно. Сметаат дека донираните средства е најмалиот дел во приказната. Има една јапонска поговорка која вели вака: оној што ќе даде помош не треба да зборува. Тој што ќе ја прими помошта не треба да заборави. Ние всушност се обидуваме и како луѓе да го правиме тоа. Не е убаво, како во приказната со Радој Домановиќ за Божич, кога ќе му купите подарок на тој што нема пари да го купи, да го прошетате низ чаршијата и на сите да кажете дека сте... Тоа со джигерот. Со джигерот. Така. Значи, ја не би сакал, а верувам ниту е концептот на овие две респектабилни компании во македонското општество, дека е тоа позадината на донирањето или на поддршката. Ако се погледнат областите каде големите компании ги таргетираат своите проекти, се образование, здравство, потоа интернетот, потоа хендикепирани, деца, стари лица и така натаму. Овие луѓе кои што се таргетираат од големите компании не добиваат пари, добиваат образование. Имате илјадници луѓе, над 20.000 луѓе што стекнуваат интернет образование во една Германија, во една Унгарија, во една Шпанија и така натаму. Како беше подобро да му знаеме како да заработи пари отколку да му дадеш пари. Овие компании имаат тие мудрости во своите стратегии и токму тоа го прават. Мислам дека македонското општество пополека ја учи таа лекција. Ја учи, буквално смисла ја применува. Преку добрите примери, ние всушност тоа го правиме. Факт е дека ќе се јавуваат невладини организации кои што ќе бараат само пари. Дајте ни ги парите, ние ќе правиме. Меѓутоа, факт е дека таквите барања може да не бидат прифатени од компаниите. Така што мислам дека со време ќе оди многу повеќе моделот не на класично донирање или спонзорирање, туку ќе оди елементот на соработка, елементот на дружење, елементот каде што сите ќе бидат дел од идејата или од таа мисија која што е заедничка. Многобројните акции, овде се спомна не само цунами, луѓето не дадоа пари, застанаа за таа акција, а се поистоветија со луѓе кои што се илјадници километри далеко од овде. Се сеќам само на една изјава, на еден наш сограѓанин, емитувана на една од скопските телевизии, која што е практично и национална, каде што рече: сега ние ќе собираме пари за тие тамо од Азија. Неговата изјава остана, така да кажам, 24 часа кај мене и си реков: да бев уредник, немаше да го пуштам ова. Меѓутоа, како одговор, бидејќи тој е еден, ја верувам и како процент е незначителен и не е респектабилен ни по социолошки примерок да го пуштите како таков. Која била намерата на уредникот, тоа е веќе прашање на политика на таа куќа. Меѓутоа, и тој граѓанин, и тој медиум за 24 часа беа демантирани со акцијата која што за прв пат организирана после новогодишните празници и на некој начин ги врати оние спомени. Многубројни учесници во таа акција се навраќаа на Скопје како град на солидарноста. Можеме ние да размислуваме да ги поканиме, да кажеме, представниците на Букурешт, односно на Романија, кој што го направија поликлиника Букурешт, да ги поканиме представниците на Алжир, кој го направија Младинскиот културен центар, да ги поканиме представниците на Универзална сала, кои што се буквална смисла објекти донирани од други влади и други држави. Па да направиме повторно еден ден на солидарноста, кога ќе другаруваме со Европа. Бидејќи, верувајте ми, за 2 години ние сме Европа географски. Ма со укинувањето на визниот режим, ние сме Европа. Вредностите кои што ќе ги негуваме, нема да ги гледаме само низ призмата на која компанија представуваме или од која етничка заедница доаѓаме. Ќе го гледаме тој интерес како јавен, како компанијски, како личен или како општествен. Имаме можност, како луѓе, гледам и ме радува што ова е само еден пример во тој дел, медиумите, компаниите, државните органи. Ево овде немаме представник, да речеме, од министерствата. Верувам дека и тие имаат своји програми, кои што се обидуваат и покрај оценката за економската криза, дека се обидуваат да помогнат. Ја се поведете. Добро, јас во овој контекст би сакал нешто да кажам, да речеме, ние како Црвен крст, нас основна задача ни е хуманитарната работа. Значи, по сите програми,
статут и така натаму. Значи нас не е основна дејност и примерна дејност работењето хуманитарно. Во таа смисла се трудиме и се обидуваме барем во последно време да изготвуваме што е можно поиздржани проекти поквалитетни кои ќе бидат атрактивни за можните евентуални донатори. Во таа смисла сакам да нагласам дека тенденција наша е и ќе биде во иднина да изградиме партнерски однос. Било тоа да е со можните донатори внатрешни, било тоа со надворешни донатори, било да е тоа со одредени министерства од владата. Затоа што мислиме дека ние како Црвен крст веќе треба да си го најдеме нашето место во општеството, односно да излеземе од една ситуација кога, да речеме, последниве 10 години се занимававме со работа која ни беше наметната. Вие сте сите сведоци дека околу нас се случуваше тоа што се случуваше. Македонија како држава не беше заобиколена, нели сите нешта што се случија завршија во Македонија, почнувајќи тука од босанската криза, од косовската криза, од нашата што ја нарекуваме ние внатрешна криза. И во таа смисла како Црвен крст бевме принудени да ги запоставиме малку оние што значат програмски активности на организацијата, да се посветиме малку повеќе да ја наречем на делење на таа помош, ако не да се претвориме во некоја фирма да речеме што дели помош. Во таа смисла мислам дека последнава година две се ослободивме од тој притисок и сега се обидуваме токму да се реорганизираме и да се реформираме условно да речам, и токму во тој обид да го фатиме тој чекор што значи нели врска една партнерски однос градење помеѓу нас, да речеме како најповикани условно да речем, затоа што ви имате една ситуација. Црвен крст на Македонија е организација која постои 60 години наназад. Пред некој ден сведоци сте дека Црвен крст на Македонија прослави 60 години. Имате, веројатно вие сте го забележале, тоа организации невладини, да речеме X, кои ги има над 200, да речеме, повеќе во Македонија, кои во одредени периоди се појавуваат, работат во врска со некоја ситуација, криза и после ги нема. Ние како Црвен крст, значи... Да, има и многу невладени или такви хуманитарни акции, односно организации или фондации кои се појавуваат заедно во пакет со една политичка структура, па ги снемува. И со одредени компании, заедно, без да ме сватат погрешно присутните овдека, мислам, не сакам никого да навредам. Значи, што ми е поентата? Поентата ми е да упатам не апел, него да се едно размислување, односно една опредоба наша дека се обидуваме, значи да бидеме рамноправни партнери во спроведувањето на тие акции, и сакам да кажам дека и тие што мислат да вложат, да даруваат, било тоа да е од хуманитарни причини, што апсолутно не го спорувам, меѓутоа и за потребите на деловната политика на компанијата, да се разбереме, во најголем број случаеви, односно може да надвладе хуманата компонента, меѓутоа секогаш нели при утврдување на политиката компаниите го имаат предвид и тоа дека за нивно подобро етаблирање или подобро нели гледање кај народот мора понекогаш и да го направат и тоа што го работат. Јас сакам да повелам. Убаво и да се пофалат, зошто да не? Многу ми велат нели даваат мовима, дава Космофонд, дава телекомуникации, зошто мора да се фалат, зошто да не се фалат? Јас искрено секогаш јас инсистирам во моите прилозите ги споменам сите оние кои што се одзвале од прв пат и кои што не било потребно да ги молиш или да им испреќаш не знам колку документација топ за да се нафатат да го одврзат кесето. Треба да се пофалат оние луѓе кои што имаат чувство за хуманост, зошто да не се пофалат? Тоа не е реклама. Напротив, можеби ќе биде и поттик за останатите компании. Бидејќи јас од моето искуство можам да кажам дека на прсти се бројат компаниите кои што сега во Македонија знаат да го одврзат кесето. Јас бев пријатно многу изненадена за хуманата акција околу Гоце Коцев, прилогот за кој што бев и наградена, затоа што тогаш бев навистина изненадена колку многу луѓе се јавија. Се јавија луѓе кои што имаат некоја фирмиче од по 20-30 луѓе, беа подготвени да дадат. Меѓутоа тие луѓе едноставно немаат поттик. Овие компании даваат поттик. И мислам дека даваат и примери. Не значи дека ако Космофон или Мобимак или телекомуникации имаат буџет за хуманитарни донации од милиони, ако тоа предпријатие нема толку, дека нивната помош не значи. Еве, јас се слушнав дека за опожарената зграда една приватна фирма, приватно предпријатие кое што е сосед на опожарената зграда, уште првиот ден после пожарот ги смени сите прозорци. Никој не ја спомна таа компанија. Зошто да не ја спомнат? Сите прозорци во целата опожарена зграда ги промени и зборна рече. Тоа заслужува похвалба, според мен. Во општеството мора да се негува тоа што го зборува Анита, позитивните примери. Можеби токму затоа од утврдената деловна политика компаниите, плашејќи се рекламата да не добие, односно донацијата да не добие друг призвук. Да, димензија на реклама. Ние можеме да најдеме примери во нашето општество и во непосредно
близко време кога одредени компании се обидуваат да поиграат со зборот хуманост и човечност. Добро, тоа го помилам во вториот дел на разговорот, дали има и парада и Јас би бизнес осетил. овдека, добро, вие добро што сте го планирали, ја не мислам да го кажувам, само јас ќе се Јас ќе го кажам. да, јас ќе се обидам нешто друго да кажам овде што е многу битно и е на лично ниво. Се обидам да не ја спомнам компанијата, значи повторно да не бидам јас тој што ќе го иницира името на компанијата, битен е гестот. Вработените во таа и таа компанија, доколку сакаат да земат учество во добротворните акции, имаат едноставна процедура во компанијата. Самиот вработен треба да ја извести фирмата за својата намера и фирмата ќе одбие одредена сума од неговата плата пред да биде пресметан данокот. Дозволете сега. Клучниот елемент кој што и покрај нашата хуманост, човечност, има и еден материјален интерес кој што не смееме да го негираме. Значи јас кога кажав пред малку дека на вистина компаниите го штитат јавниот интерес и во фондациите сака да стават личности што ќе бидат представници и уважени личности во општеството, дека ова што и Камелија го кажа во по објавата на тендерите покануваат компетентни личности за да држи проектот, а овдека елементот на ослободување на лицето или компанијата од данокот на донираните средства е однос на државата или однос на државните институции. Мислам дека би можеле тука и невладините организации, па и Црвениот крст, меѓутоа и компаниите да покренат постапка, тоа во суштина може многу едноставно да биде. Секаде во светот е така. Имено, затоа што тогаш средствата не би оделе во буџетот и кое што можеби Министерството за своите потреби, мислам на Министерството за социјала и труд, ќе ги распореди на одредени поединци или групи во општеството. Меѓутоа, овдека, доколку ваквите средства бидат проектно врзани за одредена компанија, за одредена невладина организација и за одредена група на која што им е промптно потребна помошта, тогаш ефектот ќе биде многу поголем. Добро, токму и тоа е идејата воопшто на отворање на оваа емисија, на оваа јавна дебата околу тоа колку државата може да помогне или обратно поставено колку државата стимулира хумана сохранување. Пак се враќаат парите во општеството, ако збориме за самите пари. Пак се враќаат. 360 степени човечност. Доаѓа од емината, се враќа повторно на истото токму место, тоа. само збогатено. Да, и да имавме сега пример со поплавите. Имаше многу реакции од граѓаните, нели државата наша рече дека ќе помогне на оние кои што чисто ниви, домови и така натаму биле поплавени, и потоа не се случи едно кратење од платите на сите, па дури и на пензионерите, па и од социјалната помош. Мислам, тоа е никаков пример. Доколку државата сака да помогне, нека повика акцијата да дадат луѓето. Имаше дедо кој што се јави кај нас во телевизија, кој што рече јас примам пензија 4000 денари, мене ми скратиле толку и толку, јас овој месец нема да пијам лекови за притисок. Да, затоа овие компании тоа го прават на лично ниво да се јават вработените. Токму од ваквите реакции. Ако нешто се прави на бирократски начин или нешто се прави на брзина, тогаш медиумот ќе го популаризира овој пример. Дека ќе се јави некој пензионер и ќе каже дека мене ми одбија. Ама во Македонија има 315.000 вработени. Тоа значи дека и на нив им е одбиено, а тие не реагира. Меѓутоа, медиумот го издвојува, условно кажано, тој пример. Јас се согласувам, се што е наметнато, се што е изнудено, и еден да е, не е убаво. Хуманоста не треба да се изнудува. Значи, не се изнудува. Треба да се Овде треба да поттикне. поставиме модел. Мислам дека развие свест. клучниот збор го спомна Камелија кога рече дека компаниите имаат стратегија. Меѓутоа, и државата би требало да има таа стратегија. Значи, самите министерства, ја повеќе го акцентирам елементот на тие задолжителни елементи што мора да ги има едно општество, едно хумано општество, а потоа е многу полесно компаниите, Црвениот крст, невладините организации, медиумите да се надоврзат. Знаете, вие кои ќе го покажете тоа на институционално ниво, можеби да се препрочитаат законите од пред 15 на години, нема да ни биде лошо, ќе го сретнеме изборот солидарност, ќе сретнеме и бесплатно образование, ќе сретнеме и бесплатни книги и така натаму и така натаму. Јас сакам да го пуштам разговорот на Емина Нурединова од МЦМС, со неја разговарав токму во овој поглед колку државата или колку даночната политика помага или одмага во нашата, значи, хуманост.
МЦМ се во рамките на еден свој проект кој што се вика односно истражување индекс на граѓанското општество. Едно од прашањата кои што се поставени до граѓаните е дали даруваат, колку се хумани. Од 700 испитаници 68,1% одговориле дека во животот дарувале, дали се тоа пари, ствари или било какви средства. Најмногу од нив кажале дека 33% дека тоа се во ствари, нешто помалку околу 20% дека даруваат во пари, што кажува дека луѓето сепак имаат навика да даруваат. Исто така од ова истражување може би добро да се каже дека кога се дарува, најчесто се дарува за деца, за хуманитарни цели и за верските организации и заедници. Значи, ако доаѓа барање од верска организација или религиозна група, тогаш граѓаните даруваат повеќе отколку за други. Така, тоа е за што се десува за поединецот, за граѓанинот. За индивидуа. Така, што е со обратната ситуација, колку државата стимулира хуманост? МЦМ се досега ги разгледува можностите за каква да биде поддршката на граѓанските организации. Во тој однос има направено повеќе истражување и публикувано такви истражувања, односно да научната регулатива и дали има бенефиции за поддршка. Веројатно ова може да се искористи и генерално дали има улеснувања законски. Што се однесува до индивидуалните донации од индивидуални лица, во Република Македонија немаме буквално никаква бенефиција, што за разлика од другите земји во регионот, мислам на 16 на земји кои што се опфатени со ова истражување, во Централна и Источна Европа, значи пошироко, не само на Балканот, само во Македонија, Босна, Србија, без Црна Гора, мисля, че и Романија нема никакви бенефиции за индивидуалните донации. Има известно олеснување кога станува збор за донации од предпријатија, и тоа во случаите кога трошоците за донации и прилози се наменети за научни, хуманитарни, социјални, здравствени и цели и спортот, меѓутоа аматирскиот спорт дозволено, значи се дава можност за 3% ослободување, значи на 3% од добивката која што остварило предпријатието таа година, под услов ако тие средства се дадени во корист на јавни институции кои што се финансирани од буџетот или за Црвениот крст. Значи само во тој случај има можност за даночно ослободување до 3% од добивката. Може би добро да се каже дека и ДДВ, значи донациите генерално се ослободени од ДДВ во Република Македонија, меѓутоа кога донирате во ствари ослободене, значи од ДДВ самата донација, меѓутоа не се остварува право на одбивка на претходниот данок. Например, ако Мобимак донира компјутери, да кажеме, тогаш самата донација не подлежи на ДДВ, меѓутоа компјутерите се купени со ДДВ, значи нема можност да се ослободи претходниот промет кој што е направен за таа намена. Што е во однос на странство? Тука две работи се битни. Странските донации, како се и дали се ослободени во Република Македонија и како кога македонска, да кажеме, невладина организација сака да донира за хуманитарни цели во странство. Во вториот случај, ако да кажеме МЦМ како хуманитарна организација донира во Косово, да кажеме, прехранбени продукти, не знам, граф, ориз, било што, тогаш се ослободени, во тој случај не се враќа ДДВ на купената стока, меѓутоа не и ако исто за хуманитарни цели во Република Македонија сака да се донира, тогаш не се ослободени тие средства од ДДВ, што не знам дали е така и абсурдна ситуација. Компаративно како е тоа? Во другите земји реков, значи најчесто индивидуалните донации, освен овие три земји што ги спомнав, нема ослободување, во другите секаде има некакво ослободување, стапката е во зависност некаде од 2 до 10 до 15%, исто е и со
ослободувањето од донации од предпријатија. Колку деноминацијата вложува во надминување на ОЗП? Па не можам да кажам многу, затоа што не се направени многу напори за да се повлијае, нели, кај оние што ги носат одлуките, нели, кај државата да се промени таа ситуација. Во моментов, барем МЦМ се можам да зборувам за нас, фокусирани сме нели на измените кои што се прават во Законот за Сдружение на граѓани и фондации, каде што сметавме дека нели има некои след да се направат измени во законот, а потоа да се оди на измени на одделно на даночните закони. Има некои иницијативи, меѓутоа не толку, да можам да кажам, агресивни за да се направи нешто повеќе. Еве го слушнавме разговорот. Не мислите ли дека е малку абсурдно ова што го кажа од МЦМС, дека ослободувањето на данок важи од внатре кон надвор, а не и во самата држава? Може би терминот абсурдност е нелогичен. Или нелогична е постапката кога ние ова го говориме. Може би е потребно да се констатира таа нелогичност и да се отвори, така да кажам, прашањето да се изврши измена на таквото решение. Значи, не верувам дека тоа, кога е правено, се размислувало на таков начин, дека ќе се дојде до степен на нелогичност да се ослободуваат. Веројатно, кога е донесуван законот или таквото решение, би морало да се имат предвид одредени фактори кои што влијале тој што го носи законот, зошто така постапува. Јас сакам да се вклучам околу ова, значи малку коментар односно да се надоврзам на тоа што Слави го кажа претходно на прилогот и на ова што сега го зборуваме. Уште една причина, односно еден повод кај што црвениот, како да речеме условно, се пошто јас сум тука и еве компаниите кои се присутни и сите останати, како да го изградиме тој партнерски однос што Преска зборува, преку кој едно од прашањата кои ќе го третираме и ќе влијаеме кај тие што ги носат законите, бидејќи очигледно интересот ни е заеднички. Значи, интересот на компаниите да донират, интересот наше да спроведуваме проекти, бидејќи тоа не е примерна работа, значи заеднички да настапуваме, па ако треба испред државата, испред владата и да понудиме нешто што нели нема да изгледа абсурдно како што вие рековте, оти ова вака кажано вистина не е убаво и од друга страна значи ќе ни се овозможи, ќе ни се олесни и на нас како Црвен крст работата и на компаниите нели ќе се зголеми интересот кај нив да донират во внатрешни цели. Во таа смисла значи уште една тема за разговор да речеме. Имаме гледач да видиме кое би било неговото прашање. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Пред се сакам да поздравам вас и оваа прекрасна иницијатива и сите што само на телефонен обмен стоматолски од специјална олимпијада Македонија. Претпоставам дека и другите гледачи ќе се сложат дека вакви иницијативи како вашава треба да има почесто, заради тоа што не само што треба да зборуваме за хуманоста на поединци или на поедини организации кои што несомнено многу помагаат во Македонија, туку треба да потикнеме хуманост и кај другите корпорации кои што наистина може да помогнат, без разлика дали ќе тоа во финансиски средства или во некакви други сервисни услуги. Специјално Олимпијада е слично на Црвениот крст, една од организациите кои што е некаков мост помеѓу она што е хуманост од една страна да се добие и да се пренесе. Едноставно сакам да ве поздравам, сакам да сум возбуден што има ваква убава иницијатива од ваша страна. Прашањето е до сите навистина колку ние можеме да ги отвориме срцата и да подадеме рака навистина кон тие кои што е најмногу потребно и дали само тие кои што се тука се доволно да помагаат, бидејќи ќе помагаат секогаш и секогаш, туку дали можеме да допреме до другите кои што можеби чекаат некоја шанса од нас. Така, ние можеме да ги инициираме и да ги испровоцираме, да не речем. Па добро, тоа е токму тоа е идејата, нели, да ги мобилизираме сите оние кои што можат да помогнат. Можат да помогнат многу. Само треба можеби иницијална каписла, иницијатива, моторна сила одстрана, пример. Значи можеме да треба различни методи да се направат. Јас само би сакала да кажам една нешто во врска со ова. Кога ја започнав информацијата Мобимак за Македонија, првата акција
се викаше "Денес сум хуман" и го отворивме првиот SMS број со скромни 5 денари. Нашата идеја беше да ги мотивираме граѓаните наутро, штом станат, да испратат една порака на тој соодветен број и да си го збогатат сопственото чувство на хуманост и да си го збогатат со тоа денот, да го почнат денот со убаво чувство на хуманост, човечност. Така си викаше акцијата. Денес сум хуман, со скромни 5 денари. Потоа видовме дека тоа имаше навистина голем одзив, а почнавме скромно, навистина многу плашливо и ја отворивме дури веб страната, за да може секој да отвори и да си ја види својата донација на веб страната. Потоа кога видовме дека тоа функционира, кога се загуши се, рековме одлично, одиме понатаму и започнавме со броевите за донација. Значи, треба да постои иницијатива. Луѓето се човечни, сакаат да се вклучуваат. Морам да кажам дека постои срамежливост малку и кај луѓето и кај другите останатите компании, бидејќи нели ве говориме сега за едни гиганти овде Мобима, Космос, Македонски телекомуникации, едни од најдобрите предпријатија во Македонија. Мене ми си има случајно да се јави човек и да рече: "Ма видите, јас не можам толку, не можам така, што можам?" Ние буквално половина час разговаравме како каква донација да направи. Значи, има кај нас добро, македонскиот народ е малку нели така и му многу горделив, не сака секој да признае дека не може или дека треба да прими, малку треба на тој дел да работиме пред совеста. Јас имам еден прилог кој што пред крајот ќе го пуштиме, кој што е една слика дека не секогаш парите и не секогаш само на тој начин се помага. Меѓутоа сакам сега малку да свртам темата во еден друг правец. Како провокација ми е, веројатно сите го знаеме, пак се врзало за она што беше последното околу цунамито и помошта што одеше од Македонија. Имавме еден пример, претпоставувам го знаете сите, кој што заврши во судска постапка, не знам како заврши до крај, меѓутоа беше епилогот не го знаеме. Да, епилогот не го знаеме, меѓутоа се тоа заврши до една сосема друга страна на хуманоста, злоупотребата или како прашање колку хуманоста е бизнис. Не може да биде бизнес хуманост. Тогаш треба да се нарече поинаку. Добро, овој пример покажа, ова е еден, иако не верувам. Не може да биде бизнес. Да, Добра, јас бидејќи тоа е злоупотреба да разграничиме злоупотреба или бизнес. Да. Јас мислам дека ние сега овде не можеме да судиме колку хуманоста може да се злоупотреби или не. Мислам дека најкомпетентниот судија во вакви случаи е јавноста. Зашто, ќе повторам, многу е важна улогата на медиумите. Ние како компании, она што ќе го сработиме, тоа што го кажа јас извинувам Анита. Значи, треба да се споменат оние кои што направиле нешто, меѓутоа треба да се споменат и како го направиле тоа, да се информира јавноста, а јавноста врз основа на информациите кои што ги има, да процени дали одредена хуманитарна акција е злоупотребена или дали таа добила некакви поинакви размери. Не, има многу тврдења, да речеме, имавме многу пожари, имавме многу несреќи во минатово. Делот од граѓаните, од станарите велат дека има тука и доста парада во се тоа сликање, ќе помогнеме, а потоа останува некаде на пола. Не се завршува помошта. Едино велат Црвен крст во првиот момент ќе го донесе тоа што ќе го донесе, а потоа останува и на чекање, па и многу пати не се завршува. Јас би, доколку има гледачи кои што имат вакви докази, да не речам, за вакви постапки, можат и тие да не се јават. Јас би, пошто го спомнувате Црвен крст, мислам во позитивна смисла се надевам и конотација. Знаете што улогата на Црвениот крст токму е таа. Значи ние мисијата наша токму е таа. Ние како организација сме повикани да првично интервенира. Со тоа што го поседуваме, се разбира. Значи ние, последниот пример беше со пожарената зграда во Кисела вода. Ние сметаме дека навистина школски интервенираме за тоа што најбрзо што можевме. Ние веќе истиот ден бевме на лице место, тоа што можевме првично да помогнеме. Значи ние пари не дававме. Тоа нели дилемата преска што се наметнуваше дали е секогаш помошта битна да е во пари или во нешто друго. Некогаш и во добриот збор е помошта, нели, да тие луѓе кои во тој момент не знаеат што им се случува околу нив, да се појават 10 или 15 луѓе. Еве овој случај беше Црвен крст на Скопје, да речеме, без разлика може и од некоја друга организација да им придат и да ги прашат односно со нив да сочувствуваат нели со тоа што им се случи. Во таа смисла, значи Црвениот крст
е повикан да реагира. Меѓутоа, уште еднаш би се навратил да речеме околу тоа што се наметна дилемата дали на пола година нели не прашуваат настаните и случаите се случуваат тогаш кога ќе им дојде и кога се случуваат. Што сакам да кажам? Ние како организација, односно компаниите што се волни да донираат. Значи, да бидеме секогаш во спрега да нашите магазини, на тие организации кои така сме организирани, Црвен крст е организација која постои во цела република, во цела држава, значи ние во соработка со тие компании да ги наполниме магазините наши, како што беше случајот последниот, и во зададена ситуација да можеме нели првично да интервенираме, која интервенција во неретко случаи значи иницирање нели кај другите да и тие се вклучат. Да се акумулира помош за да дадеме предност на гледачот, па ќе вклучиме. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција на телефон. Так. Поздрав до емисијата и вашите гости. Сметам дека сте ги одбрале вечерва правите гости за оваа емисија и мислам дека беше време да се отвори една ваква тема во Република Македонија. Но она што го загатнавте како тема, донирањето на компаниите во хуманитарни цели и така натаму, тоа е во ред, тоа функционира кај нас. Ние веќе имаме искуство, големи искуства како невладин сектор со компаниите кои сакаат и се расположени да донираат. Што станува со другата категорија на луѓе, односно компаниите и обичните граѓани донираат? Што станува со хуманоста на политичарите? Ние имавме една таква акција пред Нова година во Паркот на Мирот, кога ги повикавме политичарите да донираат по 800 до 1000 денари за новогодишни пакетчиња на децата. Ако ви кажам дека се јави само еден од политичарите, тогаш ќе мислите дека ве лажам, но не ве лажам, тоа е вистина. Тоа може да се види на жиросметката на Сдруженијето кое ги прибираше тие средства и така натаму. Јас не би го врзвал тоа со политичари, тие се луѓе може да бидат хумани или нехумани. Во ситуацијава испаѓа дека не се луѓе бидејќи не се хумани. Добро. Благодарам многу. Благодарам. Ивона кажа еден клучен збор кога станува збор за односот на компаниите кои се обидуваат со својата постапка да извлечат материјална или било каква друга корист со активности поврзани со солидарност и хуманост или поврзани со она што го кажавме на почетокот, а сите се согласивме со она што е наша суштина како луѓе. Тоа е односот на јавноста. Не постои, значи не постои можност јавноста или луѓето да сгрешат кога станува збор за чинот на еден човек. Можат да бидат известно време во заблуда, изманипулирани, може да бидат доведени во недостиг на информации. Меѓутоа, на долг рок, повторно ќе се дознае вистината. Верувам дека таквото однесување е само добар пример како не треба да се однесуваме. Може би се уште не знаеме како треба, ама сега веќе знаеме дека така не треба. И не верувам. Има уште еден гледач? Да, имам, не би се гледал дека мобилен зони, дека му е битно да се јави. Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер, се јавам од мобилен телефон, ќе бидам краток. Добро. Поздрав до сите гости. Благодарам. Јас сум крводарител веќе 10 години и имам преку 16 литри крв дадено до сега. Добро. Меѓутоа, статусот, работам во акционерско друштво, не сум осигуран 4 години. А статусот со здравствено осигурање, да речеме, за најмал проблем, не можеме да ги уживаме некои бенефиции кои што по законов за крводарители. Сакам нешто, господа, што се присутни во студиово, барем да малу дат некоја иницијатива и во парламентов и во Црвен крст и во тие работи. Како се возвраќа на хуманоста, тоа би било? Да, затоа што кога е потребно, не прашувам дали сум болен, мислам каква ми е психофизичката состојба. Так. Давам ради што знам како било кога ми требало мене. Так. Така да многу поединци лекари во градот Охрид кај што живеам јас, како човек ми имаат омаловажувано, фактички има испаѓано да од нивни, да речам, од нивна уста во мој уши има слушнато: абе господине, шо даваш крв, никој не те принудува, се оди во Грција, даваде по 400 евра на шише. Кога ќе дојде јас да си ја продавам крвта, фактички се продавам сам себе како особа. Фала, пријатно. Благодарам. Сега немаме гледач од фиксен што се јавува. Да ја продолжам мислата. Гледачот што се јавува токму ја дава таа лична димензија на хуманоста. Не можете да барате логика или не можете да барате во постапката на луѓето кога сака да направи нешто хумано. Со законот не е казнив во однесувањето, напротив.
се пожелува такво однесување. Меѓутоа, како возвраќа општеството или како возвраќа групата на ваквиот однос, мене ми е познато дека во Република Македонија има околу 55.000 крводарители и точно е што луѓето почнаа кај нас да ја мерат крвта во литри. Има луѓе на вистина што даваат крв во литри. Познато ми е дека одредени бенефиции од така наречената примарна листа на здравството им се укинати, меѓутоа познато ми е дека Заводот за трансфузиологија, представен во личноста Кочо Димитровски, директорот на заводот, вложува вонсериски напори да се извршат измени во таквото законодавство и можем чисто само како човек што го следи тоа од страна, да го искажам тоа дека е тоа позитивно и дека луѓето би можеле да си го остварат тоа право. Веројатно деталите Саид ги знае многу повеќе на тој план. Добре, јас би сакал да го поздравам крводарителов. Ние морам да ви кажам дека тоа што рече Славе, во држава годишно ги имаме по 55 до 60.000 такви хумани луѓе. Знаете што на тие луѓе сигурно не им стало до тоа да некој им ја надомести, нели, им го надомести тоа да им ја плати крвта. Тие луѓе веројатно се во право во многу случаеви дека за тие луѓе кои навистина се мотивирани од тие побуди, нели, да помогнат некого што највише му е потребно, тогаш кога му е потребно, треба за возврат, нели, државата да има возможи нешто, некој олеснување, да речеме, оние бенефиции што ги спомна Славе, што ги имаше во доволен број, да речеме, едно време, пред некоја година, сега да речеме 3-4 години релативно се доста се сведоа на една голема рестрикција, меѓутоа последно време јас, колку што јас имам информации, за сега не целосно потврдени, дека скоро имаше иницијатива испред Фондот за здравство и најдобар дел, најголем дел од тие бенефиции повторно се вратени, така да ќе може... Очигледно е дека нешто ќе мора да менуваме, да слушнеме, имаме повторно гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поверете. Јас сум Момировски Драган. Да? Пред известно време примив донација од Мобимак за моето дете, кое баравме помош да собереме средства за операција на кохлеарна имплантација за слух. Да. Така да ги поздравувам сите од фондацијата на Мобимак, кои нас ни помогнаа многу, на сите хумани луѓе од Република Македонија. Средствата беа во најкраток рок беа собрани и отидоа на право место, така да низ градов и низ Републикава нема потреба се дига некоја фама, дека средствата кои се собираат во хуманитарни цели се одат во погрешни патишта. Тоа е грешка, тоа е дезинформација. Ако сакате да потврдите. Дали Марио си свина? Да. Марио, така? Марио. Така да, сите средства одат во прави насоки. Би сакал јавно да се заблагодарам на целата држава што ни помогнаа да ги собереме средствата, посебно на фондацијата на Мобимак што ни помогна да сепак мислам со нивна помош да оствариме операцијата на нашиот син. Добро, јас ви благодарам. Сакам... Поздрав до Марио. Да. Благодарам. Не знам дали имаме друг гледач. Вака почнавме со серија. Може ли само да искористам во меѓувреме, да. Вистина да ги поздравам сите корисници кои со своето чувство на хуманост веднаш одговараат на ваквите активности. Ние досега отворивме односно бројот 143 е постојано отворен од 12 февруари 2003 година. Од тогаш помогнавме заедно со граѓаните на 17 поединци. И тоа е навистина за пофалба, нашите граѓани се за пофалба. Така, да го слушаме гледачот. И да се слуши. Зборувавме пред тоа, добро, во очекување. Имаме, да. Ало, добро вечер, поверете. Ало, добро вечер. Да. Се јавувам од Топанско поле, курс Танка. Имам дед инвалид 27 години, прва категорија на болест. Сум се обраќала секаде за помош. Имам и маж болен, да ми помогнат и у Републички Црвен крст, и у Црвен крст, и општина Чаир, каде не сам, ние сум излегли во сосрет. Вика, дужна си да га издржаваш детето, а он е неспособен, прва категорија ви кажав. Имаше постојана парична помош, му укина 2000 таа господја,
од Центар за социјала. Дали примате она што се нарекува туѓа нега? Како туѓа нега 2500. И мој укино и преку тоа беше и осигуран. Татко му е тешко болен, јас сум жена веќе и у години. Нешто минимално имам пензија 4000 непуно. Така. И плаќам стан 30 години на отцата и плюс други работи, а плюс што давам за лековите. Не можем ни да си схраним ни ништо. Па бих се молила, ако може некој отсутствие да ми излезе, некако да ми помогне. Добро, ви благодарам што се јавите. Благодарам и на вас и поздрав до сите у емисијата. Благодарам. Морам да кажам, Драган, ова е еден феномен за чудење. Мене ме подсети сега жената што си има мака, нели? Ова беше пред една година дена, не знам, се уште не сум сигурна дали е се уште иста ситуацијата, меѓутоа кога беше она кастрење на таа туѓа нега и социјална помош на многу лица кои што се неподвижни, кои што не можат сами да се грижат за себе, меѓу другите и на Гоце Коцев, значи прилогот за кој што се броеше по сите телевизии, кога ја добив наградата за една сторија која што буквално не може да не ти натера слези на очи и нему беше скратена туѓата нега. Така да по кои критериуми јас не знам, меѓутоа и тоа се случува еден од оние сегменти дека државата можеби не доволно внимава, можеби за нив презимето името Гоце Коцев можеби не значи ништо. Да. Тоа е еден број, меѓутоа сепак не треба да биде така. Па токму тоа, затоа во почетокот кога прашував, еве можеби фондациите имаат или големите компании своја логика на нештата како делат и кому делат помошта, меѓутоа еве колку за провокација ова што сега го слушнавме, дали во Црвениот крст, речеме, се држи до тој стандард кому се дели и кому се помага? У секој случај, мислам, не може секој да добие, се прави приоритет. Нормално дека по тешките случаеви понапред ќе бидат услужени, меѓутоа имате предвид дека Црвениот крст е ограничен во своите можности и капацитети. Значи тоа што ние го поседуваме и како го реализираме веднаш, не треба ние да го чуваме. Меѓутоа јас не знам за случај конкретно за што се работи. Еве ќе видиме, ќе се позанимаваме малку повеќе, меѓутоа ако и е до нас, и ако ние со тоа што ние го поседуваме и располагаме, можеме да помогнеме, зашто да не помогнеме. Меѓутоа ако се тоа поголеми барања, можноста на Црвен крст се тие. Мора да се внимава. А споменуваш дали се селектира, можеби не треба да се каже дали се селектира во однос на тоа кој заслужува повеќе од кого, туку дали се искрени намерите на некој што ја бара помошта, бидејќи морам да признам има и обратна ситуација. Значи Затоа ја го отворив тоа колку има злоупотреби. Македонскиот менталитет е таков и секогаш ќе се најде по некој што ќе проба да те злоупотреби и тоа што веруваш во себе дека си човек и дека можеш да помогнеш, дека ќе го стави нели под знак прашање. Мене лично ми се случи во оваа телевизија, нема да именувам, нема ниту да навестам за кого станува збор, се работеше за едно лице кое што побара од мене помош за операција. Како и секогаш, канал 5 е широко отворен за таквите прилози. Веднаш го направивме прилогот, значи само ја погледнав документацијата, јас не сум стручно лице, јас не сум медицинско лице, меѓутоа му верувам на човек. Приказната која што ми беше кажана беше премногу убедлива. Морам да кажам дека тука се вклучи и градот, се вклучи и наши лекари, македонски видни лекари, кои што преку нив се вклучи и нивни пријатели, странски доктори. Сите подготвени да помогнеме на тоа едно лице, на таа една личност. Ми се случи сосема обратното. Не само што тоа лице не отиде на операција, туку тоа лице воопшто, мислам, си ги собра парите од жиросметката, можам буквално да кажам и си замина. Тоа е еден лош пример, морам да кажам. Меѓутоа, можам да ги разберам граѓаните кога јас правам акција, не ми се случува да ми се јават да ми речат не пари на жиросметка, може ли тиве ти ги донесеме? Како мене не ме ставате во незгодно? Не веруваат луѓето на жиросметките. Се случи да кога донирав на дечињата од Центар за социјални грижи, значи оние дечиња сместени во дом семејства, сака да донираат комплетна опрема, значи телевизор, DVD. Можеш ли да ни гарантираш дека нема да заврши во некоја канцеларија? Не може. Морам да би сакала просто Слава нова да се надоврзам. Многу е важна толку транспарентноста, тоа што го кажа Ани. И самата сериозност на организаторот или барателот кој што стои за одреден проект или за одредено барање за донација. Исто така би сакала да кажам дека во нашата Македонија многу компании сакаат да дадат, но на многу пати им се случило тоа да заврши некаде на друго место,
не на тоа одредено место, туку кај него дома и така натаму. Мене ми причинува и голема чест што пријатели компании на Мобимаг велат ние сакаме да даруваме, не знам, компјутери или да направиме нешто друго за таа и таа намена таму и таму. Може ли тоа да оди преку вас? Затоа што знаеме дека вие ги следите, работите од почеток до крај. Значи, важен е и тим да има кој ќе следи донацијата и кој ќе соработува, затоа што пак од друга страна не е само давањето средства, дали пари, дали други материјални средства, туку и соработката. Значи, од една страна, компанијата која дарува треба да има доверба и да знае каде оди донацијата, од друга страна, оно што добива треба да ја има пак вистинската соработка и затоа е важно да се работи со тим. Новинарите имаат таа предност што примерот што ќе го земат, дали позитивен или негативен, и во делот на хуманоста или солидарноста, да го представат преку одредена приказна. Факт е дека ние слушнаме податок дека 61% во истражувањето на МЦМ се изјавуваат за себе дека се хумани луѓе или дека донирале. Не го поставам прашањето што е со другите 30%. Меѓутоа, примерите како што ги кажува Анита, има и други. Независно да ги именуваме ние со имиња, а факт е дека луѓето се обидуваат шпекулативно да направат од туѓата мака или туѓата несреќа сопствен личен капитал. Многобројните луѓе кои што не сакаат донират, токму заради тоа се плашат тоа да го направат од причини затоа што донацијата било во материјално добро или во финансиски средства може да заврши на сосема други намени и цели. Не верувам или барем не сакам да прифатам дека овие 30 што не донирале не се хумани. Ти едноставно... Добро, тоа е така, меѓутоа велиш новинарите имаат таа предност да одберат ова или таа приказна. Има. Факт е дека да речеме за време на кризата голем дел од меѓународната помош која што беше можеше да се купи на зелен пазар на пример. Тоа што го делеше меѓународниот Црвен крст. Факт е. Токму такви примери мислиме дека не почат. Еве, овој пример мене направи предпазлива можеби повеќе од 6 месеци. И можеби некому му сгреши во тие 6 месеци. Да, денеска слушнав една таква случка, затоа ме збуни кога го кажа примерот. Ми рече дека сакале на децата да им дадат моливи и пенкала, овие деца што не одат редовно во училиште, и вика, моравме да ги направиме така работите, да не им ги земат родителите да им ги продадат. Они во принцип не сакат нивните деца да одат да учат. Ме разбирате, факт е дека има такви примери. Меѓутоа, јас ќе се обидам сега овдека да направам едно воопштување на многобројните примери што секојдневно да ги гледаме, а не би ги поврзал со хуманоста и солидарноста. Пример, питачењето од врата до врата со така наречена потврда за дека некој болен, за мене е многу сумнителна работа. Тоа е личен став. Веројатно кој би се земало како пример да се истражува и би се утврдило на вистина дека е сумнителна. Меѓутоа, нема ни прекршок, нема ни кривично дело, може да ви излаже ако му дадете, ако не здравие. Понатаму, питачењето на крстосниците по Скопје и по други градови е исто така надвор од солидарноста и хуманоста. Дури имаше еден податок, ние смеевме, извини што те прекинав, Славе, нашиот колега Горан Величковски во својата емисија за заклање имаше снимање на детенце кој што рече дека дневница му е 500 до 800 денари. Мислам, тоа е одлична цифра. Јас се навратам на еден личен пример со почитуваниот Бранко Хорват во 1995 година на семинар се видовме во Охрид и тој кажуваше пример за Хрватска. Оно што тогаш го соопшти Хорват ми даде основа да размислувам дали тоа ни се случува во Македонија. И нема да верувате, можеби за неколку години навистина се случуваше во Македонија. Што беше примерот? Рече, Хрватска е соочена со проблемот на сиромаштијата и со проблемот на да луѓето немаат. Имате питачи кои што тоа го прават затоа што тоа им е занимање. Тоа многу вешто го прават. Имате луѓе во Скопје, ќе ги најдете, ви кажуваат дека автобусот им замена. Да, тоа веќе го има. Ние да сасува 3 денари да купам лекови, 5 денари. Да. Ова го кажувам 95-та година, значи пред 10 години Бранко Хорват го кажа во Загреб го имало од луѓе. Меѓутоа, оние вика што беа погодени од економската криза во бивша Југославија, а потоа и во независна Хрватска, рече дека беа луѓе кои што беа со убави занимања, професори, учители, доктори, кои што останале без работа и питачењето им е лична мака. Тоа никогаш не го правеле и тешко им било да ја испружат раката. Вика, тие имаат тага во очите. Во почетокот не дека не му верував дека е така. Меѓутоа,
Таа слика јас ја доживеав за неколку години, кога пред мојот дом дојде една жена од Мала Преспа. Таа беше убаво облечена, не беше искината, беше навистина чиста и не бараше пари. Побара храна. Мислам да го кажувам тоа, зашто сите ние лично се соочуваме со тој чин на хуманоста, како постапуваме. Кога ќе ги погледнеме овие со така наречените потврди од врата до врата, веројатно можеби на вистина некој има мака, па е принуден тоа да го прави. Меѓутоа, барем мојот впечаток е дека мнозинството се повеќе личности кои што сакаат да фатат на некоја емотивност или на некоја патетика. И тука би кажал уште една реченица која што ни се случува како резултат на општиот пад на животниот стандард на луѓето. До пред десетина години терминот народни кујни беше дури, така да кажеме, и табу да се спомне дека не ни требаат народни кујни. Ние се соочуваме со фактот дека имаме гладни. Колешката Милка Смилевска беше денеска токму во една народна кујна и кога рекол во почетокот дека не е се во парите со сиот почит и респект кон големите компании кои даваат, дека може да се помогне и на друг начин, предлагам да го видиме уште тој прилог пред крајот на емисијава. Домаќинките од црквата Света Петка секој ден готват храна и ја местат трпезата. Тоа го прават без надомест, водени од безпоштедната и бескрена љубов кон Бога, за да јадат топол оброк околу 300 луѓе кои доаѓаат во народните кујни на црквите Света Петка и Свети Петар и Павле. Неуморните жени волонтираат за мисионерско-хуманитарната дејност ѓаконија на Скопската и Богородичката епархија при Македонската православна црква. Молиме Мајчице Богородице и Света Петко и Господи Исусе Христе, Сине Божи, смилувај се, дарувај им на сите чеда по Христа, мир, здраве и спасение. Амин. Работите во двете народни кујни ги води Ангелина Џаџу, која вели дека среќни се што можат секојдневно да им излезат во пресрет на бедните, на бездомните, на луѓето на маргините на животот да дојдат до најосновното – топол оброк, парче леп, облека, обувки, духовна поддршка. На оние што се болни и изнемоштени, храната им се носи во домовите. Деконијата се грижи и за духовно, религиозно воспитание и образование. Се организираат духовни средби, групни крштевања и венчавки. На деконијата и се обраќаат и семејства кои имаат болен член, кој треба да се оперира. Деконијата, вели Ангелина Џаџу, символично финансиски им помага. Оти и народните кујни набавуваат намирници од хуманитарни прилози од поединци и фирми. Македонската православна црква им помага на дјаконијата со отстапување на просториите и плаќањето на комуналиите. Хуманите жени својата работа ја објаснуваат преку зборот дјаконија, што значи да служиш некому, односно активно и жртвено да изразуваш својата љубов и своето милосрдие кон некој кој има потреба од заштита, помош, подкрепа или духовно насочување. Unforgettable, that's what you are. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Јас сум должен да прочитам, добив повеќе мейлови, затоа што нели ова оди како прашање на неделата. Некој во емисијата ги кажав, Иван Трајков еден извадок всушност ни пратил од сабота, вели кога помируваме покрај некој човек што пита, добиваме желба да му фрлиме некоја ситна паричка. Тој чин кај нас делува психолошки позитивно, мислиме дека сме направили нешто добро, но тоа е само бегство од вистината, од вистинските потреби на поединецот. Дали на вистина помагаме во тој случај или тоа го правиме само за да се почувствуваме подобро? Психолошкото толкување што го имам прочитано на овој план е викаат луѓето се поистоветуваат дека имаат сега и мислат ако дадат ќе им помогнат кои ќе немаат. Интересно размислување. Во секој случај доволно е да го направиме тоа, макар се чувствувале подобро веднаш потоа или ете биле со идеја дека со тоа некако помагаме. Добро е да го направиме тоа.
Добро, интересно, секој слушали, знаете, имате и такви ситуации во денот, да речеме, кога 10 пати во денот ќе ви приде некој, па на 5 ќе дадете, на 5 нема да Добро, дадете ако за тие работите 5. како таксист. Да, ќе бидете добри. Или ако возиш много быстро. Да, или ако возиш. Секогаш за едните си лош за другите. Не, така е. зашто е Никогаш лошо не. чувството да јас не можам да го разберам како лош пример. Лош пример е доколку дадеш 5 денари и тоа што го зборувавме пред малку, раскажеш на сите дека се даа 5 денари. Меѓутоа и да се дадат 5 денари, па 5 по 5. Не, Анита, јас Се се сомневам дека не одат тие и 5 денари кај децата што питаш. Јас се сомневам во Да, тоа е во веќе парите. друга димenzија. Тоа е прашање кое што не би го поврзал со солидарноста на Имаше психолошко еден- ниво. Така, имаше еден господин во трговски центар што свиреше на гитара, прекрасно свиреше на гитара. Он не питачеше, значи нуди нешто во тоа е тамен. сосема друго, Да. Меѓутоа и тој господин има многу тешка животна ситуација, не знам дали сте имале прилика да поразговарате со него, меѓутоа тој нуди нешто. Зашто да не се почувствува убаво не човекот што ќе му остави 10-5 денари во онаа кутија? Добро, еве жени кои што ги видовме се чувствуваат веројатно добро, кои што одат сами во кујната и немаат пари, меѓутоа на свој начин помагаат и Денеска ќе дадеш 5, утре 10, задутре можеби ќе бидеш нацам повеќе во можност. Сосема на крај, значи интересно се околу питачењето и околу скопските улици почнавме. Ако сте забележале во Скопје, да речеме има постојано истите фаци се вртат или по семафорите и по раскрсниците, па имам предлог за да еве не испаднеме према некои лоши, према некои добри, да речеме ние како Црвен крст да направиме еден таков проект, а вие да го финансирате и да ги собереме, нели да не ги оставаме по улиците да питачат, нели да ги изгрижиме, да им дадеме тоа основно што им треба на ние да речеме. Морам да те закочам одма. Новиот центар за деца во аеродром е буквално празен затоа што Сите тие што треба да бидат таму се на меѓутоа улица. родителите не им дават, они се должни да гледаат ден од пари да донесат. Анита, не сакам да го потребам тој израз. Тие се вработени кај некои одредени газди. Така. Сакам да И ќе кажам, добијат тоа е протек доколку злоупотреба не на донесат детскиот пари. труд. Па добро, јас затоа и спомнав сега веќе немаме време да го разработиме тоа колку и се она што се дарува нема една димензија можеби на злоупотреба. А и никако се фативме постојано само за човечноста како димензија за директна помош кон некој или помош некому. Сметам дека е доволно доколку дури и неделно излеземе некаде па помогнеме да се исчисти нешто. Зоолошката градина, водно, неблиската наша околина, нашиот двор. Камила се нешто гледа дека друго. се од голема компанија. Големите компании пошумуваат цели голини. Ние А не, мислам... Ние учествувавме сега во една акција на водно, животна средина на водното. Ја толку време. Има да многу видиме нешта каде што може да се И тоа не е не може да поврзано се со покаже парите. дека Да. си човечен. Доволно да направиш нешто за саме да се почувствуваш дека си човек. Јас само Активно стануваше биќе. толку време да видиме што гледачите, освен што се јавуваат директно, има можност и да гласаат на прашањето, што тие мислат колку е хуманост, колку е бизнис. Јас не гледам без тоа. Чукане. Значи, кај нас чуваше за колку само бизнис, чуваш на 187, бизнис 175. Ама добро не гледале. 350, 360. Добро, овие анкети... Не гледале повеќе, ама толку се јави. Да, Толку се телефон да можностите кажеш на нашите телефони, да ви кажам. Во секој случај, јас мислам дека отворивме добра тема, добри намери. Се надевам дека ова би бил само еден добар почеток. Другото останува на сите оние кои што сакаат да помогнат и да се мобилизираат. Јас би им рекол само едноставно бидете луѓе, затоа што сепак се ова е наменето само за луѓето. Ви благодарам на сите што бевте дел од ние, репризата е утре некаде по околу 15 часот. Благодарам за вниманието. Благодариме за поканата. Аз се